Не можам повеќе да издржам да бидам тортурирана само затоа што не прифаќам неморални чинови. Вака со солзи во очите, пред една недела пред камерата на Алфа ја започна својата исповед младата полицајка од Велес. Се пожали, жртва била на мобинг, со надеж дека состојбата ќе се подобри. Но, наместо тоа, ситуацијата продолжила да се влошува. Ја продолжува својата исповед полициската службеничка. Малтретирањето продолжи. Јас како полициски службеник, после се што ми се случува, имам чувство како да сум на дното, бидејќи наместо да престанат проблемите после моето упатено јавно барање за помош од институциите, спротивно на тоа мојот раководител се уште продолжи да ме малтретира. Таа се жали дека нејзиниот раководител ја злоупотребува својата функција. На полициските службеници дури се обидел да им ги одземе и телефоните, им порачал дека може кога сака да ги контролира во секакво издание. Се обида да ни ги одземе мобилните телефони, кажувајќи дека доколку не сретне на реон со телефон, ќе не прати истиот на дисциплинска постапка. Истиот ни кажа дека може да ни прави контроли во текот на смената и 100 и 200 и колку он ќе посака, дека може да дојде во пижами на контрола, дека може да дојде покупајки на влечалки, гол, како сакал, тоа било негово право, некој тоа него му го дозволил и он одговарал само пред надлежниот раководител што го поставил него на функција. Според зборовите на младата полицајка, нејзиниот надреден од позиција на моќ се заканил со дисциплински постапки за наредно пријавување на непрофесионално однесување. Станува се повеќе неиздржливо и застрашувачки, поради тоа што може да прави што сака и изречито ни се заканува со дисциплински постапки доколку слушнал некое наредно пријавување на непрофесионален однос. Ова не е прв случај на мобинг врз женските припадници на полицијата. Претходно како што објави Алфа, полициски службеник од станицата во Скопска автокоманда, во повеќе наврати сексуално малтретирал полициски службенички од позиција на моќ и надреденост, се вели во документите до кои дојде нашата телевизија од полициски извори.